Расте гневот кај жителите на скопската населба Хром кон општината и градоначалникот Наумовски за деталниот урбанистички план според кој треба да се изградат 100 нови згради. Новите објекти кои ќе се подигнат на територија на општина Ѓорче Петров за граѓаните создаваат и нови проблеми: недостаток на вода, електрична енергија и излевање на канализацијата се само дел кој ги кажаа пред камерата на Алфа. Ова е спротивно од она што го вети градоначалникот Наумовски пред изборите, на чија основа ги доби и гласовите, велат граѓаните. Сведоци се денес дека е ова продолжеток на еден урбан холокаус, една добра приказна, типичен пример како не треба. Типичен пример за деурбанизација на простор, а сите органи кои ги ние плаќаме во општината се платени да прават урбанизација на просторот. Ова е де факто деурбанизација. Самата камера ќе ви каже дека зградите се изградени и се приклучени улуците во фекални одводи, спротивно на сите правилници и со согласност е тоа направено на водовод и канализација. Не знам како луѓето се немоćни, вака чат-пат ќе дојде некој новинарска телевизиска куќа да се пожалат и тука престанува нивниот вап во таа агонија. Цената ќе плаќаат не само ние како генерација, него најверојатно и децата наши, затоа што Хром од една урбано регулирана населба, како што тргнаа со овие планови, најверојатно ќе не направат еден бетонски аквариум. Поблиска комуникација на градоначалниците, односно структурата во општината и советниците до граѓаните. Во ситуација со Хром не е тоа случај. Донесени се некакви законски измени односно урбанистичкиот план без никаква консултација. Дека општината спровела анкета за новиот детален урбанистички план далеко од очите на јавноста, тврдеше и граѓанската иницијатива против урбанистичкото дивење. Според нив јавната анкета била спроведена тајно од 19 ноември до 2 декември минатата година и за неа, како што велат, нема ниту поднесено анкетни листови, а граѓаните секојдневно имаат нова главоболка. Практично со силувањето, со носењето на тој дуб, се прави голем проблем на граѓаните во поглед на инфраструктурата, во поглед на паркинг местата, во поглед на зеленилото, узурпирано им е зеленилото, парковите им се скратени, скратени им се прилазите до паркинг местата на претходните станари кои што имале згради, затворени се, имаат одредени соопштенија дека ќе се пушти тој простор, се уште не е пуштен, треба да кружат 500 метри за да дојдат до нивниот паркинг. Од граѓанската иницијатива рекоа дека за ова ангажирали адвокат, а наредната недела ќе побараат и ревидирање на овие урбанистички планови пред надлежните судови. Доколку општината повторно остане глува на нивните барања, граѓаните се заканија и со протести.